Бојан Петровски е македонски фудбалер, модел и спортски судија кој веќе 9 години живее и работи во Швајцарија. Неговата приказна започнува во Македонија, каде што уште од млади години го засака фудбалот. Завршил факултет за безбедност и кратко време работел како службеник во Министерството за внатрешни работи, но паралелно се занимавал и со моделство, каде што успеал да привлече внимание со својот изглед и стил. Фудбалската кариера го однела и до Швајцарија, каде што играл професионално. Сепак судбината имала поинакви планови за него. Бојан решил да ја смени улогата на теренот и да стане спортски судија. Со својата посветеност и интегритет, тој успеал да се издвои како судија кој носи правични одлуки. Неговата мисија е да се грижи за ферплејот на теренот, без разлика на околностите. Во интервју за Hype Македонија, Бојан откри дека има 3-годишна ќерка, која е негова најголема сила и мотивација во животот. Иако не е во брак, тој целосно е посветен на родителството и се труди да биде најдобар татко за своето дете. Бојан е пример за тоа како една личност може да успее на повеќе полиња, со силна волја и јасна цел. Бојан, здраво! Како си? Добре дојде во Hype Македонија. Те благодарам што прифати да бидеш наш соговорник. Здраво, добар сум, фала на поканата. Зошто одлучи да се преселиш во Швајцарија? Дали имаше веќе обезбедена работа таму или ризикуваш? Јас во Швајцарија одлучив да одам. Не одлучив, него така спонтано да работите. Прво првиот мој чекор го почнав со фудбалот таму. И првично е поради тоа. Поради тоа, да, отидов таму. Исто така имам јас таму брат. Он веќе 10 години е таму. И така се спонтано идеше работата и бев на проба таму. Они беа задоволни и јас така добив и виза и све. Започна со фудбал, како фудбалер? Да, прво ми беше тоа, започнав со фудбалот. И да, поднатака се дешаваат другите. Која е клучната разлика да живееш во Македонија и во Швајцарија? Која е разликата? Клучната разлика, за мене е искрено квалитетот на живење. Значи има многу голема разлика тука и во Швајцарија. Значи имаш исто во Македонија некои предности, а во Швајцарија имаш други предности за подобар живот. Во Швајцарија ја продолжи работата како фудбалски судија. Од каде потекна тоа да станеш фудбалски судија? Види вака сега, за фудбалски судија тоа не беше одма, јас беше играв 5 години таму во Швајцарија фудбал, поточно играв во третата лига, па после отидов во втора интеррегионал. И потоа, значи, ми се деси мене една повреда, таа што требаше доста да паузирам, а веќе имав доволно години, више 31, и така одлучив да останам во фудбалот, да се занимавам и понатака со тоа и одлучив да си направам лиценца, која не беше баш едноставно да ја добиеш, али успеав некако и сега продолжив со судија. Се пронајде во тоа. Да. Колку финансиски е подобро платено и се исплати да работиш таму како судија, наместо кај нас во Македонија или било каде во светот? Сега се зависи во која лига судиш, како си рангиран, значи се зависи, али доста се исплати, пример, се исплати да си судија во Швајцарија. Добро се заработува, сакам да кажам. За тие 90 минути добро си платен, може и предобро. Претходно беше фудбалер. Да. Раскажи ни нешто повеќе околу тоа. Од колку години започна да играш фудбал? Колку време играше? Јас мојата кариера почнав на 6 години. Мојот прв фудбалски клуб беше Илинден, кај што и јас живеам таму во Скопје. И тоа. Колку фудбалот ти даде правец во животот да стигнеш до некаде или да си оформиш некој свој животен стил, како здрав начин на живење, да продолжиш да работиш и... Да, мене фудбалот искрено многу ми помогна за све. Како прво спортски живот, да водиш, да пазиш на се, на тело, на храна, значи пиење, алкохол, тие работи, пушење. Не знаеш ли некогаш вака да се напиеш, да се опуштиш или... Да, знам како не знам. Сега поготово за празници. Така, во граници на нормала. Кажи ми, во твојата кариера како судија, дали ти понудиле да направиш некој местек? Искрено да ти кажам, во Швајцарија не сум сретнал таква нешто. Више јас судам, таму сум 4-та година почнал по судија. Од оваа година никој нешто не спомнал таква нешто, не сум слушнал. Сега јас кажувам за мене, сега за другите не знам, али кај мене немало такви случаи.
секад било фер, коректно. Сум немал никад проблем исто со судење, закани као што имав дека не, така никад. А мислиш ли дека некаде во светот се случува тоа или еве на некои важни фудбалски надпревари? Не знам што да кажам, тешко прашање, ама не знам, не би одговорил на ова, не знам. Можеш ли да ми наведеш според твоите критериуми топ 5 македонски фудбалери? Топ 5. Или еве 3, нека се не мора сте 5. Па сите го знаеме. Дарко Панчев, Горан Пандев. И не знам уште еден кој би го ставил. Еве Александар Трајковски. Исто со него цементарница заедно игравме во првата лига македонска, која имав ја 17 години. Он може мисло да го одваа, мисло да се направувам и со за репрезентацијата на Македонија. Во светот имаш ли некој идол? Еве или како мал? Меси. За секогаш? Да. Бојан, знам дека имаш мала керкичка, која што живее исто таму заедно со тебе во Швајцарија. Колку таа ти е поддршка и мотивација во животот? Да, точно, јас имам керкичка 3 години, нејзиното име е Џулија. Па поддршка е тоа, баш ми голема поддршка. Колку си мотивиран кога ќе ја видиш нејзе? На сите проблеми. Дали таа е смисол на твојот живот? Да. Она доста ми помага и психички, и физички, кога ќе ја видам, значи она ми е све. Има ли некои корени од тато, дали дава некој потенцијал во спортот или може би покажува ли некој знак? Она се уште мала, има само 3 години, али окей, доволно нешто личи на мене, јас сум тоа е супер. Да. Викат дека керките секогаш личат на од ковцица. Да. И овој се чуе така кај мене. А дали би споделил нешто од твојот љубовен живот? Па за тоа не би сакал да разговарам. Имаш некој претпоставувам? Па сега не сакам за тоа да зборувам. Бојан, кажи ми како започнува и завршува еден твој обичен ден? Па вака се, зависи кој ден, али може да кажеме во текот на неделата додека работам. Мојот тековен ден ти е сабале станувам во 6, од 7 почнувам со работа, до 5 работам, доаѓам дома. Средом што имам домашни работи, одмарам и вечерта, или ќе испечем негде со друштво, или идам во теретана. Колку пати неделно тренираш? Имаш ли кој посебен начин на исхрана, на тренинг, ригорозни диети, некои кои што ги применуваш или едноставно ти се животен стил? Па да, животен стил ми се, али да, сега више кога вежбам, гледам баш да гледам што јадам, што внесувам во мене, гледам негазирани сработи, да не пијам, баш пазам, значи. Зашто џабе колку и да тренираш ако не се храниш здраво и тоа не е окей. Бојан, ти благодарам што прифати да бидеш наш соговорник. Ти посакувам многу успех и се надевам дека понатаму ќе се видиме со некои интересни вести од твоја страна. Да, уште еднашка фала што ме поканивте, ми беше мило што учествував. Јас сум Бојан Петровски, а вие гледате Хајп Македонија.